Фудбал катастрофа, неверојатно. Не може да сватат дека револуција треба да направиме со фудбалот. Луѓето веќе летаат у Марс, а ние уште у треба не тренираме. Ни ги нема у фудбалот многу. Реалноста искачаш на терен. Жал, тоа кај нас само приказки, а работа нема ништо. Копачки еден пар имавме, зима, лето тоа. Словенија која игравме, се симнаа словенците, ко манекени се со пума опрема, леле, викам овие види како се облечени. И ајде на утакмица се излеговме и 4 комада на словенците, ајде со здраве. Нечко дојде у федерација. Што е? Отидов директор на репрезентација, 2 годишен договор, добра плата, се она и не прифатив. Едните шиптарски тоа, другите каорски. И како ќе гледаш? Незгодно не беше. И од тоа ништо, никој не сака ништо да направи, буквално ништо. За фудбалот ништо не, затоа до оваа држи. Ни еден ден и клjuč ќе ставиме на врата на фудбалот. Не фудбалски луѓе влегува у фудбалот и затоа вакво држи. Многу познати личности и гости овде во домот на олимпискиот шампион Шабан Трстена, меѓу нив и Неџмедин Мемеди. Познато фудбалски име. Па добро, тука ние Шабан Трстена за организација прве во Македонија и вакви организации почесто да има, супер ќе биде. Само он многу ретко вака, но стварно добро организира и вака се гледаме со пријателите. Има карма и магнет. Ама знаеш што ми рече? Нечко извини, вика, ги соберам само пријателите и гостите ако има снег, вика. Да. Па добро, овој пат изгледа он направи да падне снег, иначе нас ни недостасуваше. Еве и првиот снег, добро, Шабан организира и снегот да падне сега, супер е. Да. И ние да видиме снег. Шабан не собира и тоа е добро. Ова е традиционално дружење, бевме во Стара Чаршија исто заедно, еве не тука во неговиот дом. Малку со Шабан направивме една борба, му извадим нерешено. Добро, до голем поен се земал. Ја можам да го туширам само. Јас сум бил борач, ама сега не знам колку е спремен. Бега, не сака со тебе. Сега не, па сега се чува, сега една повреда не е така како што бил. Да го наместиме да играме фудбал? Тука. Многу јак, он ќе не повреди сиде, он мисли дека ќе се бориме, боле да не играме. Да не играме? Да не играме, боле да не играме. Ќе не повреди, иначе сите ќе не повреди. Шампионе, ние се договоривме фудбал ќе играме. Ја и Нечко одем на екипа, ти одбери се екипа друга. Не, ја не би играл. Ја подобро би се борам него да играм фудбал. Така? Добро. Ја почнам да пишувам за Балкан и за Слога 88 пролет. Играше уште Струја, десно крило. Брат му играше Еко. Тргачевски. Тија фати таа генерација како помнат? Ја пати, баш у таа генерација влегов у прва екипа ја. У Македонска лига. Македонска лига, баш тогаш. Се сеќаваш на тренерот Коле Оџакот? Да. Крупен е. Да, крупен е. Да, он беше тренер, така? Он беше тренер. И имаше еден тренер, мене ми беше у младинските школи, сакам да ме потсетиш, ќе правиме емисија тоа за Дојран. Умер се вика. Да, умер. Нечко го паметиш? Да, малку го паметам ја. Добро. Он беше пред мене таа генерација тренер. Слаб човек беше. Да, слаб човек, така она не ме фати мене, знаеш. Со нас баш остаи тоа што не работеше повеќе. Али Сетков дојде подоцна. Да, и Љазов работеше. Омладинци со нас. За Услога? Да, Услога. Енвер Љазов, он беше бивш фудбалер на Слога. Ај посетиме уште некој од тој состав 88, 87, 9. Ико бранеше Хајдарпаши? Не бранеше. Еко играше центар халфа позади, ливер. Славе Тргачевски играше, заден везен играше. Муртич беше еден, играше лево крило. Муртич, после у Балкан шо оти. Да, овој Коци играше така везен, лево крило. Центар фор играше Аднан Зекири тогаш. У работнички што играше? Да, у работнички што играше Аднан Зекири. Чамче лев бек беше. Скендерович беше лев бек. Десен бек, кој играше? Неад Зекири играше везен. Чека, имаше една 10 Зекири. Број 10 што играше. Неад Зекирите. Аднан Зекири беше. Аднан беше играч. Од него многу научив ја. Многу му учив. Слободните удари се од него ги научив. Кај ме брат. Сега пратиш ли фудбал? Пратам, што морам да идам да пратам, иначе. Фудбал катастрофа. Неверојатно. Сега и подобро услови имаат и све имаат, али причината треба
не може да сватат дека револуција треба да направиме у фудбалот. У било кој спорт, али у фудбалот навистина. Луѓето веќе летаат у Марс, а ние уште у трева не тренираме. Ние мислиме дека балони ќе ни направат фудбал. Балони ракоме, кошарка, тоа. Иначе Збори за балон за мал фудбал. за мал фудбал. Јас се слагам со тебе. Тоа не 105 метри, 110 метри, Да. навистина. Некој, еве, да не ги навредам професори, и книги кажуваат, еве, книги нема у фудбалот многу. Реалноста искачаш на терен. Се гледа што си работил, кој знае, кој не знае. За жал, тоа кај нас само приказки, а работа нема ништо. Може ли многу добро ме позитивно испровоцира? Значи, сум дал еден коментар и се скарав со луѓето. Велам, има десен бочен, нели сега е модерно, напред-назад да игра, да држи целата страна. И доаѓа ситуација, нема притисок позади грба. Значи саме, не го гони никој. Доаѓа на линија, се мести да центрира за гол. Ај прв пат, ај втор пат. Он не тренирал на тренинг, тоа треба да се тренира на тренинг, да како утрк да ја удираш. Иначе тоа состојање и ја и ти ќе удриме сега. Го спомна Зоран Бошковски Чоко, во кој Да. својство беше тоа? Да. Мајка му беше професорка во Асоц, класна ми беше. На Чоко. Да, на Чоко. И ја тогаш немаше тренинзи, сабајле поручек и еднашка поручек. И ја кога бевме попат на училиште и ја сега како да направам сега од школа Додиш на 5 тренинг часа. како да направиш, да? И идев на професорката, викам, морам да идам на татко ми беше фарбар и морам да идам на татко му да му помагам нешто таму околу полите. И она ме гледаше, иди, помогни ми. И ја од таму на тренинг немаме каде и на тренинг да можам да стигнам. Секој 3-4 дена неделно по 2 часа си праве поручек кога бевме на школа, 2 часа и јас си идев на тренинг спре. И немаше услови, нема. Копачки еден пар имавме, зима, лето тоа. Кога ќе ни даде првата екипа да ги разгазиме, ние мислевме и нови копачки, и ги разгазувавме, се рани нозете. Да не им излегува Да, плускавци на Пуска, а нас И не јас- излагаше и јас пускат, сум сега го може да правил ги прави. Почетокот на репрезентација. Еве првата утакмица со Словенија која игравме, навистина тоаш бизнисмени се правеа, имаше, ние не отидовме со исти тренерки таму на таа утакмица, со шарени тренерки, нешто кај ги нашле што и отидовме да играме. Тоаш имаше бизнисмени што можеше 1000-2000 марки да потроши да ни купи тренерки. Но секој се зборуваше. Ние отидовме кога се симнаа словенците у хотел пред нас, ко манекени се со пума опрема, леле, викам овие биди како се облечени. И ајде на утакмица се излеговме и 4 комада на словенците, ајде со здраве. Ама ништо не се направи да се подигне фудбалот, за жал. Од 93-та, тоа е 13 октомври, ја и ти сме дел од тоа. Ја бев еден од 5 новинари кои известував. Не следам толку детално како тебе, иако твоето мислење е порелевантно. Мислиш дека за 33 години многу малку имаме напред мрднато. Генерално зборувам. Не зборувам низ призма на резултатите. Не. Значи и за услови, и за буџети, и за инфраструктура, за интерес, за ништо. публика, маркетинг. За ја многу места кажувам, ние сме зборувале за све освен за фудбал. Освен за фудбал. Фудбалот е многу реална работа и проста работа. Кој како ќе се ја работи и како ќе се ја сака работата. Ја сакам мојата работа. Ја не сум допринел за фудбалот во Македонија да се дигне. Мо со какви луѓе не сакав ја со тие да работам. Буквално не сакам. Еве, покојниот веќе Ико, престанав ја да играм фудбал и ме викаат у федерација. Нечко дојде у федерација. Што е? Отидов и директор на репрезентација дете. 2 годишен договор, добра плата, се она. И викам на сите репрезентации или само не на сите, добро викам. И се правим на кого треба да му дам отчет за мојата работа што сум работел. Еве викам на председател, не дојде. Не, треба да се знаем. Зашто ја не можам се на фудбалски луѓе да му дам отчет. О, не знам, не сме носиле ние торби, не сме навикнале торби на некој да му носим. И вака и не прифатив. И не може додека некои работи не се средуваат. Прво идеш на утакмица, играте еве Вардар, Шкендија, Вардар, сега Шкупи, Слога, Пелестер и гледачите едните шиптарски тоа, другите каорски. И како ќе гледаш? Не Не можеш. Јас со еден колега од Никогаш не било така Не, порано. колега од репрезентација
гледаме утакмица, играат Вардар Шкендер на полувреме си отидов. Си отидовме. Он македонец е. И не можеш да гледаш. Незгодно не беше. Како ќе си гледаме едни и други и си отидовме. Тоа треба А потитно замисли, да се искорени. Ама не тоа. може тие. Не сакаат. Ја прифатив. Со сите ќе седнам да прифатив. Му викам на федерацијата, ќе ме поддржите вие? Ако ме поддржите, ја ќе ги средам овие работи. Не, ти иди, кај да идам, ја викам. На седело да останам, не може викам. Ако позади мене стоите вие, ја ќе идам, ќе разговарам и ќе ги средам овие работи. И од тоа ништо, никој не сака ништо да направи, ама буквално ништо. За фудбалот ништо не, затоа до оваа држи. Ни еден ден и клjuč ќе ставиме на врата на фудбалот. Тие некој мисле дека ќе ставиме. По една победа, замисли нема школата деца таму кој да иде да тренира, нема деца плаче тренерот. Што сакаш? За фудбал. За Прилевска победа. Прилевска победа. Како немаат деца? Нема, тој тренерот плаче. Немаме деца Младинска на школа. младинска школа. И што сакаш? За жал е катастрофа. Ова го следиш како агент FIFA, ја имаш таа лиценца многу поодамна. Не сме Да, не сме првиот, правеле мове. да, првиот у Македонија што зема, али Со сите Да, нишени, со сертификат. нема за жал кај нас и што многу нефудбалски луѓе влегува у фудбалот и затоа вакво држи. Сега со ова новата фудбалска влада, си оптимист или не си? Генерално, Генерално, да не види, правиме мове за краткороčno ништо не може да прават, краткороčno, а подолгорочна работа има потенцијал и може да се направи. Али краткороčno лажно е све. За 6 месеци година дена лажно е све. Така, тоа го каже Агим и Бреми, гостувајќи кај Не. нас со продукција Скок, рече треба време, треба да се почне. Не време, треба макотрбна работа, многу работа, не може да сватат колку многу работа. Имаат недоволни услови, треба услови стварно да се направи добри. Не може да сватат, немој другите нека го земат пример Кроација, Хрватска. Зашто дојде? Пред прошлото светско првенство финале играше, сега ова задното трето место. Хрватска 6-7 милиона држава. Нема ни толку. Нема ни толку, еве, ајде викаме дека. Да. И финале и трето место се. Од што? Види, земете пример од што? Како направи? Ама државата стои зад федерација. Јас знаев дека Динамо не им зема на децата пари за у школа да работа. Али сега цела држава стои подсади клубите. Секој клуб по 3 тренера државата ги плаќа. Плата им дава. И Сега децата да те прашам нешто по повод тоа. Кој е твоето мислење како човек кој порасна со фудбал, ако еден наш добар провалирачки клуб, сега по-добре ги рачунам овие кои се направите 3-4-5 места, Шкендија, Струга, Силекс, работнички, имаат буџет да речеме 2-3 милиона, од прилика, може би плюс минус. А еден фудбалер на Црвена звезда заработува годишно 1.500.000. Да. Нашиот Стефан Ристовски има 960.000 годишен договор. Тоа се официјални бројки. Аријан Адеми има 1.100.000 мислам годишен договор. Кај сме ние тука сега? Значи еден фудбалер има како комплетен буџет на фудбалски клуб. Тоа зборам за добрите, не зборам значи за Тикве, да не ги омаловажувам. Тиквеш, Брера, имаат помали буџет. Не може, па тоа реалноста, знаеш, он влага у групи у луѓе шампиони, некако можеш со нив. Звезда има 5-6 милиони евра буџет. 95 има. 95 сега, види 95. Како со нив ќе ти го? Он ќе дојде ќе ти го купи играчот. И немаш тука, не можеш конкурент да му бидеш на него. Мора многу да се вложува за да се направи нешто. Иначе џабе, се е приказки ова, вака ќе направи ништо, никој не може да направи. Да дојде и било кој да дојде, неве и председател на FIFA да дојде да направи тука не може ништо. Мора макотрбно и државата треба да стои за спорт. Не само фудбалот, видите и тука. Министерство за спорт. Ма Министерство за спорт. А кој е министер за спорт? Спортист? Познат, докажан спортиста, да видиме сега. Се надеваме дека нешто може да биде, ама кој знае. Вие, Оставаме пак времето да покаже. еве, ние објективно нешто. Ние најдобрите резултати во спортот, кој спорт сме ги направиле? Ракомет. И во кошарка има. Не, значи, борење и бокс. Борење, Борење и борење бокс. од мали спортови точно. Не, Борење. било и кој бокс. спорт е бор. И кај ни е борењето, кај ни е... Многу ќе се вложува, има најави дека ќе се вложува во тие спортови. Кај е борењето? Па ние не сме кошарка, ние кошарка направивме полуфинале, игравме на Евро. Знаеш зошто направивме?
Само државанство што му даваме на тој, кажи го, Бомекеле. Бомек. И полуфинале игравме на Европско првенство. Ајде сега нека се игра. Само еден голем и тоа направи представач што беше, кажи бе, Наумовски. Петар Наумовски. Петар Наумовски. Само што направи тој потек што го направи и полуфинале игра. Добро. Ај нека се играат сега. Се отвараше на многу добра тема. Ние сме кај нашиот олимписки шампион, негови гости сме во неговиот дом. Тоа е најсубјективно мислење, вака лично мислење. Ако оборењето се вложи 1 милион евра например, оборењето, зборувам на годишно ниво. Или у боксот е пола милион евра, многу е милион. А многу е од аспект нема кој да ги даде толку. Мислиш дека ќе стигнеме до медал? Види, мислиш, ние еден олимписки шампион не е вклучен во борењето. Што сакаш ти повеќе да збориш? И 10 милиона да даваш, празне. А од друг Тој што е- гледање ги нема. Тој што ги е нема- по борењето, тој треба да знае што како му треба припреми, што му треба, од кај да почне, од што да почне. И џабето. Ја и ти што ќе кажеме за борење? Добро, ти си почнал како борач. Ама јас сум почнал основно училиште, да, сум почнал со борење и ја после се предомислив, викам борењето не е за мене, викам. Си отиде на фудбал. Не е Добро, за... не ми одговори на конкретното прашање. Хипотетички ги затвараме очите, ај ти, 500.000 евра, пола милион евра ги дава некој у боксот. Ќе направиме ли европски шампион у бокс? Или бронзен медал да освои? краткорочно нема да направиме, а долгорочно ја имам дека мислам дека имаме таленти. Така. Ние баш борењето и боксот мислам дека имаме таленти. Кај што можеме, ние немаме 10 милиона држава, ни 2 милиона немаме. И сега тука имаме повеќе конкуренција и мислам дека ќе дојдеме до израз. Ќе освоиме медали, а вака. Добро. Му благодариме на Неџмиди Мемеди, популарниот Нечко. Човек од спортот, не само за фудбалот, тие кои играли во првата репрезентација на Македонија во Крајн, далечната 93-та, долги години за слога ја го магнат. Екстра заселување за Силекс во европските купови, кога Силекс помина 2 кола. Благодариме за гостувањето и една порака до младите спортисти, еве специјално за продукција Скок, едно твое видување, порака до како да се стане успешен спортист. Фудбалот само работа, макотрпна работа. Ако не се работи многу, зашто конкуренцијата многу силна. Баш ја додека игра фудбал, ја немавме еден тренинг дневно и ја француски гробишта, тие скалите се понаукале се качуваш. Ја неделно по еднаш, два пати идев ги трчав нагоре. Конкуренција требаше и репрезентација со какви фудбалери да играш, тие се спонсориски спремни. И едни деца ме зауставија кај она тука кај што е црквата во Кале и ме прашуваат, абе Нечко да те прашиме нешто. Бе ние си викавме кој е тој овој будала што трча по скалите? За тебе? Ама не знае дека јас сум. Да не си ти вика. Тој сум вика тој будала што трчаше по скалите. Немаме каде ние, какви терени немаме. Ајде да трчаме, што да работиме. Таа упорност што носи резултат. И мораше така она да се работи, иначе Сакаш ли сега на брзиски да ги наброиш првите 11 од твојата репрезентација од првата на да, тука Чеде Јанецки на првата, Најдовски, Вујо Станојковиќ, лево беше Митко Стојковски, Ханатларовски, Бабунски, Чоко. да, Чоко Дарко и Голман? голман овој Трајчев беше. Не, На Липовски. не, Трајчев беше. Трајчев. У Крајн не бранеше. Трајчев беше. Липовски и Зоки Мицевски беа. Зоки Мицевски бранеше, Зоки Мицевски Добро, бранеше. ја малку фокус. Зоки Мицевски бранеше. Зоки Мицевски бранеше. Рефреш да си Лево, кој играше уште еден на... Саши Милошевски Да, беше Саша Милошевски, по- ама не по- беше. Саша Милошевски не играше Саша на таа утакмица. Тони Мицевски? Тони Мицевски играше. Тони Мицевски играше. И Свето Станковски беше па нешто отпад да го прашува последниот. Свето не беше на ова. Тони Мицевски играше. Тоа. И 30 години се поминате, добро да држи меморија. И Петар, овој Пепи Ѓорѓиевски ли играше таа, мислам Пепи или Тони. Тони Савески. беше у комбинација, ама не дојде Не на таа. дојде, да. После тоа Пепи играш. мислам дека играше. Селектори? Се знае, селектори Дончевски. Дончевски и после други позади него? Овој Чештап,
Časlav Божиновски? Не Часлав, не беше Часлав, беше капитена, не беше се. После Државен дојде- капитен беше. Да. После Ѓоко дојде. Джиджи беше. Джиджи, Не, да. зборувам Не, пред. Бончевски кој стоја на клупа. Джиджи беше, Мацко беше. И кој беше уште еден? Плачко. Плачков. Стандардниот Плачков. Добро. Дечко, благодарам уште еднаш. Живи и здрави, тука сме ќе се видиме. Не Ќе се покануваш неколку пати кај тебе у Стара чашија на кафе, Дојдете ќе на ти кафе, дојдеме и ќе- таму на гости. Дојдете на кафе, сега зима е на ќе се стопли после од идлет месец. Фала ти за гостувањето, продукција Скок, остануваме на линија. Фала и на вас.